Се враќаме во студио, време е за мојот гостин. Мој денешен гостин е Милчо Дули, претседател на Сфера Битола. Со него ќе разговараме за Европскиот волонтерски сервис. Милчо, ти благодарам што ја прифати поканата и што си дел од утринската емисија Деница на телевизија Мега. Здраво и на вас, благодарам на поканата. Баш ми е драго што ќе присуствувам на вашата утринска програма. Прв пат, мило ми. Благодарам многу. Она за кое би разговарале денеска е Европскиот волонтерски сервис. Нешто доста примамливо, особено за младите луѓе. Би сакала со овој разговор малку попластично да го објасниме функционирањето на тој сервис и како може сите тие придобивки да им ги донесеме поблиску на младите луѓе, за да можат да ги употребат, дека тоа не е ништо страшно, не е ништо неисполнително, туку е тука веднаш, што би се рекло. Што значи Европскиот волонтерски сервис? Така, значи волонтерскиот европски сервис е нешто што еден млад човек од 18 до 30 години може да го искористи еднаш во животот. Што значи тоа е животна шанса што еден млад човек може да има. Европскиот волонтерски сервис значи да волонтираш во една организација во друга европска земја или моментално во која било земја од светот, што имаме ние значи како можност на Република Македонија, да волонтираме измеѓу две недели до 12 месеци на одредена тема, како што е темата на организацијата, значи во зависност од тие што работат во организацијата, да волонтираме или да бидеме како асистент во цел тој процес на учење, што го има во таа организација. Значи, имаме многу различни теми што може да одбере еден млад човек, така да јас би препорачал на сите млади кои се од 18 до 30 години да пробаат тоа нешто, затоа што не само што добиваат искуство ново, добиваат нови пријателства, нови можности, значи не знаат каде после тој сервис може да се најдат. Бидејќи јас имам учествувано во тој EVS, како што го нарекуваме, исто и ти. Во моментов имам кај вас во Сфера волонтери кои што работат на ваши проекти. Кои се условите? Покрај годишната граница која што се поставуваат, нешто особено, кои земји би можеле? Многу интересно е дека Европа има осможува на сите млади луѓе да одат на волонтерски сервис. Значи нема некои ограничувања освен годишната граница. Европска унија не бара да имате завршено некакво образование високо. Поради тоа, значи цела таа програма направена за секој да може да учествува. Исто и така не бараат ни јазик, значи многу познавање големо на англиски или германски или француски, зависност во која држава. Значи тие бараат да сте мотивирани, да имате желба, да патувате, да запознавате нови луѓе и пријатели и нормално да имате мотивација за таа област од која што сакате да работите. Значи никакви потреби, никакви претходни знаења треба да имате за да одите. Доволно само да дојдете, да се обратите кај некој од организациите акредитирани за хостирање, мислам за пуштање и за примање волонтери, да го најдите вашиот сервис, тоест вашата држава каде сакате и нормално да одите. Од држави понудени од 2014 година Македонија може да оди во целиот свет. Значи сегде каде што може да замислите, може да имате и вие, тоест да одите да волонтирате. Се разбира дека во Европска унија, во земјите од Европска унија е многу полесно, затоа што има организации кои се акредитирани за да примаат волонтери и многу полесно можеме да најдеме за негде вие да одите. Значи како волонтер да волонтирате. Да им објасниме што е тоа акредитација малце, значи да навлеземе во јадрото. Постојат организации кои што се акредитирани за да примаат и пуштат волонтери, тие акредитации ги добиваат од националните агенции. Секоја држава од Европска унија плюс Македонија, Турција имаат национални агенции кои се спонзорирани од Европска комисија. Тие доаѓаат на терен да ги проверат организациите дали имаат доволно капацитет за тие да примаат волонтери и да пуштат. Нормално дека нема да одобрат во организација каде што има еден вработен или каде што сите се волонтери, каде што немаат многу активности. Значи бараат организации кои што се на локално ниво, кои се стабилни и нормално кои имаат активности. За вие како млад човек да одите на EVS, да имате некакви активности таму, да ви биде нормално интересно, да не е досадно, да не поминувате значи време без никаква работа и така натаму. Исто така што нуди, да спомниме нешто EVS, мислам целата таа програма,
Значи, кој ќе замените вие на тој сервис, програмата ви нуди сместување во таа држава или во тој град каде што вие ќе го одберете, ви нуди јазични курсеви, многу важно, доколку одите во програма над 2 месеци до 12, вие го изучувате јазикот на таа држава, што значи добивате голем плюс, ќе научите уште еден јазик, добивате джепарац, што значи ќе имате некој плюс доход кој може да го користите за ваши потреби, добивате пари за храна, што значи тоа е цело едно бесплатно нешто, што може секој млад човек да го има, кој од 18 до 30 години, гледате дека нема некакви барања, некакви специфични работи што вие мора да ги поседувате, единствено е мотивацијата. Да сте млад, да сакате да патувате и да сакате да волонтирате, што е многу важно сега во Европска унија. Вашата невладина организација постојано работи на нови проекти. Многу странски луѓе од странство доаѓаат благодарение на вас. Во Македонија имаат можност да работат на повеќе проекти тука. Во моментов дали нудите некое патување надвор? Така, значи ние како Сфера Македонија можам да кажам една статистика, во 2015 година имавме пратено над 238 млади луѓе од Битола и од регионот на различни волонтирања во европските земји. Имавме над 54 партнерства, проекти во тие исти држави. Оваа година значи веќе почнавме, на 4 јануари имавме првата група во Хрватска, моментално имаме во Краков група и за 2 дена заминува за Турција група. Значи и ова година ни почна со многу нови проекти, многу нови тренинзи и семинари, но се разбира имаме EVS понуди, значи што е многу важно. EVS понудите ги нудиме и ги промовираме на нашите веб страни, значи на нашата веб страна и на нашата Facebook страна, каде што имаме доволно посетители заинтересирани млади луѓе не само од регионот, туку од цела Македонија. Моментално имаме 3 понуди кои ги нудиме за волонтирање. Имаме една во Франција, во Ленц градот, каде што можност за млади заинтересирани со спорт, затоа што програмата е волонтирање на Европското 2016 во фудбал. Што значи сите спортисти заинтересирани ќе можат да аплицираат доколку сакаат да поминат 8 месеци во Франција со сите трошоци покриени. Исто така имаме понуда за во Хрватска, за во Загреб, во една организација каде што веќе имаме наш волонтер, но програмата сега продолжува. Има шанса некој млад од Битола или од регионот да оди на 12 месеци во организација која што се занимава со адвенчер спорт или авантуристички спортови. Значи спортови што се за рекреирање и нормално адреналински спортови. И имам уште една понуда за краток, тоа е до 2 месеци во Унгарија за стрит фестивал или уличен фестивал, каде што може и млади артисти да се пријават, да волонтираат 2 месеци со 50 млади од Европа. Тоест, тие е на еден начин да се прикажат на тој фестивал на улична култура, да ги покажат нивните можности, како што се графити, жонглирање и така натаму. Спомена места за EVS кои што значат и културни центри на свој начин, како Ленц, Франција, Загреб и Унгарија, сето тоа. Колку битолчани се заинтересирани, особено младите луѓе, да доаѓаат во Сфера Македонија, да прашуваат што е тоа, и да сакаат да посетат нешто така, невообичаено во секој случај искуство? Така, имавме, значи претходната година имавме некои промотивни евенти, каде што можеа младите од градот да дојдат и да се запознаат со програмите. И ние ќе продолжиме и оваа година да правиме како отворени денови во нашата канцеларија, да дојдат млади луѓе да се запознаат со овие програми. Колку често, значи се повеќе се заинтересирани млади луѓе, но конкретно се заинтересирани за волонтирање измеѓу една недела до 2 недели, максимум до 2 месеци. Значи, имаме мал проблем со волонтирање што сте повеќе од 8 месеци или 9 месеци. Младите се уште не се спремни да заминат на толкаво патување или на толку време да се одвоени од државата. Знаеме дека сме на Балканот, знаеме каков е менталитетот, дека е поинакво, не сме во да речеме, да, сме дел од Европа, но не од тие држави каде што младите се чувствуваат слободни и можат да заминат на 12 месеци од дома без никаков проблем, без многу размислување. Кај нас треба малце повеќе време и малце повеќе информации, значи тоа е многу важно, што младите не се многу информирани со како, зошто се оди и така натаму. Значи, со добро информирање на младите, заинтересираност, може да се постигне тоа нормално.
заинтересираност има, но значи само за краток престој. Немаме многу за долг. Се уште бараме значи за проекти кои ще 12, 10 или 12 месеци. Голем чекор е за нив, мислам за секој млад човек е голем чекор да замениш на 12 месеци негде. Не знаеш што ќе се случи, како ќе ти се промени животот, во која насока. Така често се менува? Да, често се менува додека сте млад, се разбира. Така да, убаво би било доколку имаме нови пријавени кои што сакаат да заминат на тогав период. Ако го земеме феноменот на тоа дека оние кои што заминале на подолг временски период и воопшто не се враќаат повторно во Македонија. Така да, имаме такви примери каде што заминале на ИВС проекти и веќе не се ни вратиле. Животот ги пренасочи на друга страна. Важно е таму да има убаво. Да. Во секој случај. Кога станува збор за волонтирањето во Европа и кај нас, на Балканот воопшто ќе земеме, нема да категоризираме. Во Европа волонтерската култура е на едно поинакво ниво и поинаку се разбира за разлика од кај нас. Нивниот менталитет е некако послободен, тоа е учење, стекнување на нови знаења, вештини и искуства. За разлика кај нас е некако наметнато дека мора да се направи нешто. И сега, бидејќи вие поблиско ги знаете сите тие работи, повеќе работите со волонтери, дали е забележително менување на тој менталитет, дека сепак тоа значи учење? Тоа треба да го има. Со време, значи, треба да се види кај нас тоа дека не е само нешто што ти го даваш бесплатно, дека преку тоа многу работи добиваш. Тој процес може кај нас на Балкан оди многу побавно, но со тек на време се менува. Да, во Европска унија, значи, во земјите од Европа, има поинакво размислување и во некои држави, ќе спомнам, као Германија, Франција, Англија, имаат посебни сертификати кои што ги добиваат при волонтирање. Исто така, доколку вие млад човек почнете работа да барате, завршувате факултет, сте имале некој волонтирање, барате работа во некоја институција или во приватна фирма, во земјите као тие што ги спомнав Германија, Франција, има посебен формулар кој што го пополнувате колку сати сте волонтирале вие во текот на, значи, од 18, да речеме, до 23 години или 24. Значи, пополнувате таков документ каде што вие пишете колку сати сте волонтирали и дали имате шанса, значи, да барате работа во таа институција. Значи, тоа е, да речам, задолжително во тие држави. Кај нас го нема се уште, не се вреднува баш многу волонтирањето, иако Европска унија промовира еден сертификат што се вика Youth Pass, кој го нуди како распознавање на то неформално учење и волонтирање, кои сите европски земји треба да прифатат тој сертификат да биде нешто као диплома. Како што добивате вие диплома за формалното образование, ова е диплома што ја нуди Европска унија за неформално образование и која треба да биде прифатена од сите институции или приватни фирми како начин на вашето волонтирање и вашето учење преку тоа неформално образование. Кај нас во некои, да речеме, во многу мал дел од институции знаат за тој сертификат и нормално го вреднуваат тоа волонтирање, но мислам дека со тек на време ќе почне да се менува и кај нас. Мислам дека има тенденција и може нешто да се промени. Нормално и сите тие млади луѓе кои волонтираат не само да видат нивен персонален, значи, развиток, туку да му поможат на организациите, мислам на институциите и така натаму. Ако се сврнеме кон законските регулативи во однос на волонтирањето, малку се така не се во одбрана на толку многу на волонтирањето како процес, но како се расположени младите луѓе, бидејќи кај повозрастните, кај тие веќе што имаат работен стаж, сето тоа, работата во невладина организација, да значи пополнување на време, значи да не се седи дома пред компјутер или пред телевизор, да не се седи во кафич со кафе и некои да не се прават непланирани работи, туку е нешто да се извршува. Небитно што е, туку да се прави едноставно нешто. Так. Дали младите кај нас обидуваат да ја сменат таа слика, дека на некој начин преку невладините организации, преку тој процес на неформално учење, кое што може во иднина многу да им се најде во животот, сака да променат нешто во општеството? Колку се гласни? Да, ќе се вратам пак на информираноста. Значи, колку повеќе се информирани младите, толку повеќе знаат за тие можности за волонтирање и така натаму и ги користат. Значи, тоа е еден многу важен сегмент што треба да го имат младите луѓе.
Значи има некоја промена, има младите кои во Македонија сакаат да волонтираат, кои се за жал многу мал процент. Не доаѓаат поради препорака на родителите или поради препорака на некои други луѓе, само за, како што рековте вие, да пополнат време. Значи е мал процентот, но се разбира дека ги има кои сакаат нешто да променат во општеството. Ние имаме, баш дека имаме волонтери во нашата организација, гледаме таа промена на тие лица кои доаѓаат, млади лица од странство и кои знаат дека волонтирањето значи промена во општеството. И нормално ги форсираме да им поможат на нашите млади кои сакаат да волонтираат, да видат дека не е само да волонтираат поради некоја желба што има да заминат странство или некој, да речем, персонален впечаток или нешто персонално да направат тие за нив. Туку треба да почнат од, да речеме, од најдолните слоеви. Нешто што може да се промени во твојата околина. Нешто што ти е потребно тебе, мене и така натаму на сите млади луѓе кои живеат во градот, па потоа да продолжат со нешто нивно персонално. Мислам дека кај нас тоа оди многу бавно, таа промена, и многу малце луѓе се засегнати дека сакаат нешто да направат за општеството, а не за нив, лично. Ако се вратиме на волонтирањето во европските земји, многу младите луѓе имаат можност да работат, да волонтираат на места каде што дотогаш можеби не им паднало на памет. Ете, конкретно ја познавам неколку личности кои што работеа во болница, во оддел за онкологија, работеа во училиште за деца со категоризација, за талентирани деца исто така, што за студенти е една невообичаено искуство каде што може многу да се научи, да се стекнат искуства и знаење од друга држава, каде што поинако функционираат некои работи и да се соочи поблиску со некои животни трагедии, поблиску да го почувствува тој општествен набој, за да може да гледа пореално на во светската слика, би се кажал. Какви се искуствата со кои се враќаат македонските волонтери од странство? Они кои што се враќаат? Да, тие што се враќаат, така. Сме имали ние такви случаи, значи лица кои волонтирале во такви институции, затоа што Европскиот волонтерски сервис, не спомнавме, нуди волонтирање во институции. Значи не само во организации како што се невладини, институции од типот на болници, институции од типот на домови за стари лица, за креативни млади луѓе и така натаму, или да речеме болници за деца кои што имаат некоја специфична болест и така натаму. Значи тие се враќаат со многу променето гледиште кон светот моментално. Затоа што гледаат тие лица, тие млади или стари, значи имаат поинакво гледање кон светот, имаат поинакви можности од ние што ги имаме. Ние имаме други можности, тие имаат други. Тие живеат секој ден за нешто ново. Ние мислиме дека стално го имаме тоа нешто. Поразлично е, донесуваат многу интересни сеќавања, многу интересни работи и добро е што тоа им го споделуваат. Значи, тоа е добро преку организациите кои ќе заминат, штом се вратат назад, ние му даваме можност за тоа цело знаење тие да го споделат со сите наши волонтери. Значи, тоа е важен дел од Европскиот волонтерски сервис. Од кога ќе се вратиш од некој проект, да дојдеш и на локално ниво да споделиш твоето знаење што ќе остекнеш. За малце лицата кои што волонтираат кај нас да добијат, да видат различна слика од општеството надвор. Значи тоа е цел момент исто на Европа што сака да ги натера младите не само патуваат, не само да променат животот и на локално ниво малце да остат впечаток дека какво сеќавање ти има, какви спомени и така натаму. Од друга страна и се зајакнува и чувството за домашниот амбиент, затоа што сепак и тоа е важно во сето ова учење. Да. Бидејќи во целата таа работа, значи патувањето одовде надвор, се добиваат и одредени сертификати. Каде можат да се искористат тие сертификати? Дали можат, доколку се аплицира надвор за магистратура, за некакво доучување, дали може да се употребат? Сертификатите, како што спомнав, Youth-Pass сертификатот кој што го нуди Европска унија, во некои држави е многу препознаен во моментот,
Така да ќе имаме пример кај нашиот сосед Грција. Во случај да аплицирате за магистарски студии, тие ви ги важат као кредити, што тоа е многу добро. Во некои држави исто, значи као државите, поразвиените држави од Европска унија, тој сертификат ви го рачунат во работни сати. Значи во сати кои што сте волонтирале во некоја организација или во некоја институција. Така да се голем плюс при барање на работа, но исто така голем плюс при барање на практиканство или така натаму во некоја државна институција или во некоја европска институција као во типот институциите во Брисел и така натаму. Што значи е многу потребен и исто така и нашите млади луѓе од Битола и од Македонија можат тие сертификати да ги употребуваат во сите тие европски држави. Кај нас за жал не може многу да се употребуваат затоа што не се ни информирани институциите или приватните фирми за постоење на тој сертификат. Имало случаеви на покажување на тој сертификат, зошто и да се објасни зошто го има, како го добил тој волонтер, но сепак многу скептично гледаат од страна на нашите институции дали е валиден, дали е стварно така и така натаму. Иако секој сертификат си има свој код каде што може да се провери која личност волонтирала, колку дена волонтирала, на која тема и така натаму. Значи баш веродостоен сертификат. Дали има тенденција во иднина тоа да се промени? Европска унија налага со тој сертификат за да го препознае секоја држава која што влегува во тоа семејство. Така да и ние од 2014 како приклучна членка во тоа семејство, Македонија и Турција, има тенденција да го препознаат и треба да го препознаат тој сертификат. Милче, јас ти благодарам многу за гостувањето во утринската емисија Деница на телевизија Мега. Се надевам дека младите луѓе кои во моментов не следат можат многу повеќе да научат за Европскиот волонтерски сервис и дека во иднина ќе ве исконтактираат и ќе имаат можност да патуваат надвор, да се запознаат со останатите светски култури, обичаи и начинот на образование и сето тоа да им биде позитивно искуство во животот. Ти посакувам многу успех, па се гледаме во наредна прилика. Благодарам и вас на поканата, мило ми беше што присуствував на утринската програма. Се надевам дека младите ќе не контактираат, слободно да не побараат као Сфера Македонија на Facebook, ќе ги видат сите наши можности и најважно е мотивација и да дојдат слободно кај нас да не посетат. Благодарам. Благодарам. Почитувани, ние одиме понатаму со утринската емисија Деница.